Ви благодарам, председателе. Почитувам колега Николовски. Јас се јавив за реплика заради неколку работи кои што ги споменавте. Прва работа, колега Николовски, изразивте одредено сомневање спрема предложените заменици министри, во смисол на тоа дали имаат адекватно образование за ресорите кои што ќе ги покриваат, како и претходно работно искуство. Јас би сакал да ве потсетам дека вие станавте министер со 2 години стажирање кај адвокат во Министерство за земјоделие. Така да, ако вие сте биле добар министер за земјоделие, како што предпоставувам тврдите дека сте, сите овие заменици министри секако дека ќе бидат добри заменици министри. Втора работа, гледам дека се обраќате директно кон заменик министерот за земјоделие. Многу интересно, бидејќи додека вие бевте министер за земјоделие, на заменикот министер не му дававте никакви обврски, ако се сеќавате. Ситуацијата беше до тому што едва живо на крај му потпишавте овластување да може да даде воопшто плата на вработените, ќе останеа без плата. Значи, интересно како сега очекувате дека заменикот министер ќе ги спроведува сите оние агенди кои што сметате дека треба да ги спроведе. Господине Николовски, исто така знаете дека иако зборувате за субвенциите, буџетот во овој момент ви фала 3,27 милиарди денари за да може да се доплатат субвенциите. Тие пари во буџетот ги нема, затоа мора во ребалансот да се предвидат. И на крајот, кога зборувате за земјоделие, потсетете се дека претходната влада имаше само 5 милиони евра предвидено за земјоделие, само 5 милиони евра, а наследивте министерство кое што издаваше и даваше, доделуваше субвенции на земјоделците во вредност од 200 милиони евра. Тоа е разликата која што се направи, тоа е она што го наследивте. И на крајот, господине Николовски, ако не беше овој интервентен откуп кој што беше предвиден и кој што беше директен предлог на председателот на Социјалистичката партија Љупчо Димовски, вие немавте да имате ниту една успешна политика во делот на аграрот. Тоа ви е единствена успешна политика, нешто што значи во делот на земјоделието. Да не беше предложено од страна на господинот Љупчо Димовски, вие досега немаше да имате со што да се пофалите за време на вашиот мандат за земјоделие. Додуши и целата ваша влада, освен на клизно работно време, за ништо друго и не може да ја паметиме во овие 7 години. Благодарам.